Општините Радовиш и Василево склучија договори за јавно-приватно партнерство со компании кои во наредниот период ќе управуваат со јавното улично осветлување по ЕСКО модел. Фирмите ќе мора да извршат замена на уличното во општините со штедливи лед светилки на одделни позиции да го прошират и да го одржуваат во наредните години. Во општина Василево треба да бидат заменети 1110 сијалични места со штедливи лед светилки. Договорот за јавно-приватно партнерство го доби Македонски Телеком како ЕСКО компанија за 6,5 години и треба да наплати во овој период 230.000 евра за оваа услуга. Градоначалникот на Василево вели дека станува збор за енергетско ефикасно осветлување, при што целата инвестиција ќе биде исплатена од заштедите по овој основ и нема да има дополнително оптоварување на буџетот или крајните корисници. Со овој проект, кој е поддржан од Европската банка за обнова и развој, значително ќе се подобри енергетската ефикасност во општина Василево. Како општина ќе добиеме ново улично осветлување и заштеди со кои во наредниот период ќе се исплати инвестицијата. Што значи нема исплата на пари од буџетот, при што граѓаните нема да бидат дополнително финансиски оптоварени. Во Радовиш договорот за јавно-приватно партнерство го доби компанијата Интеренерго Македонија за рок од 8 години. Договорот тежи 1,3 милиони евра. Градоначалникот Герасим Конзулов со лед светилките во општината очекува заштеди по овој основ и до 70%. Ова е благодет за граѓаните на општина Радовиш. За прв пат ќе добиеме едно енергетски ефикасно осветлување кое ќе прави заштеди на потрошена електроенергија до 70%. Значи, последните 10 до 15 денови се очекуваат веќе вградувањето на светилките и за рок од 3 до 4 месеци да бидат вкупно 3400 светилки бидат заменити. Јавното приватно партнерство за улично осветлување по ЕСКО модел е проект поддржан од Европската банка за обнова и развој. Освен Радовиш и Василево, по овој модел се очекува да се замени уличното и во Валандово во првата фаза од југоистокот, но и во други 10 општини во земјава.